Подготвен е навивачкиот караван за Букурешт, фанови кои ги сакаат спортот, навивањето и државата. Најмногу посакувам да ја видам Македонија во второ коло, да одиме таму. Патот од Скопје за Брисел не оди преку Софија. Преспа даде основа за бугарските барања да пораснат до тој степен и да им дадат храброст да креваат прашања од национален идентитет, јазик во Европскиот совет. Внимателно и сталожено во преговорите со Бугарија. Се надеваме дека ќе успееме да ги поделиме процесите, дека овој процес што се однесува на идентитетските прашања, јазикот, дека тоа ќе биде еден процес кој што ќе биде надвор од преговорите за влез во Европската Унија. Дали ќе се случи промена во навиките на гласачкото тело? Многу од гласачите инклинираат кон промена на така наречените политички елити. Зрела политика за зелена агенда, мој град и моја држава како предизвик за идните генерации. Немаме контрола на урбаната мафија, немаме контрола на давањето градични дозволи каде да стигнеме. 3 во 1, фотограф, камерман, репортер. Имаме многу добар однос, особено фотограф, политичари. Добро вечер, гледате Трилинг, а новото издание го започнуваме со Европското фудбалско првенство, кое стартува уште од денеска. Караваните на македонските репрезентативци со поддршка со македонски навивачи тргнува кон Букурешт. Еден од нив е и Ристо Илко Фичо, кој речиси учествувал и присуствувал на 250 надпревари на македонската репрезентација. Не се жалат пари, страста и еуфоријата расте. Се до почетокот на првенството и првиот настап на македонската фудбалска репрезентација. Емисијата ја започнуваме токму со Ристо Илко Фичо, македонски навивач, страстен, кој присуствувал на многу фудбалски надпревари на македонската фудбалска експедиција. Тука навивачка група една сами крстени гаровци, тоа е по едно пиле кој јаде доста риби во Дојран. Заминуваме со коли, 12 луѓе сме од тука од Дојран и од мислам 10 луѓе сме од Дојран, еден од Пирава и еден од Гевгеле. Двата надпревари во Букурешт, а од таму после со авион ќе одиме или од Букурешт или од Софија ќе летаме за Амстердам. Од каде таа љубов кон воопшто кон и не само кон фудбалот, и одбојка, и ракомет, и кошарка. Целиот спорт, од кога таа љубов кај тебе? Тоа ше од кога од дете према Дојранско езеро, мојот матичен клуб тука и кој сите, пошто е мало место, сите се навивавме за Дојранско езеро. Од Дојранско езеро продавајќи домати во Крагујевац, колку мало ше од 7 оделение, тогаш отидов да ја гледам прв пат Црвена звезда и станав голем љубител на Црвена звезда и така почнуваат моите од Дојран и звезда со звезда во Југославија сум бил преку 100 утакмици, бев во Бари, Токио, во Лондон, во Михен, сите европски прваки, светски ги испратив и ден денеска сите утакмици на Црвена звезда во куп на европски шампиони и дербите кои се одам ги гледам. По распадот на Југославија Македонија, кога се формира првата утакмица, носев околу 20 души навијачи од Дојран со Словенија, првата утакмица игравме. 4-1. 4-1, тогаш се вратија тие бивши југословенски играчи Панчев, Најдовски, Савески и сите тие беа во екипата. Дончо беше селектор. Еве шансија ден спреманува Бошковски. Во третата, четвртата минута од надпреварот. И од тогаш почна се и радоста према македонската репрезентација и сон ми беше еден ден да некои екипи ги гледаме на европско и на светско првенство. Со тоа почнав да ги следам сите надпревари. Во фудбалот почнавме добро, меѓутоа паднавме. Се вративме на ракометот, после ракометот почнавме на европски, на светски првенства. Ракометот од Вараждин кога почнав до сега не сум застанал. И Шпања, и во Полска, и во Катар, секаде кај репрезентацијата на ракомет, јас сум на сите европски и светски првенства. Исто така
и одбојката, и кошарката, и сите такви ги следам. И пријателски напревар. Најголема желба ми беше да ја видам македонската репрезентација на Олимпијада. Отидовме со сета страст, со сета љубов, тргнавме од тука, спиевме во Малме, во Шведска, па бевме еден ден таму, па со авион во Гданск, бевме околу 40 души навијачи. Во Гданск со сета љубов бевме и спремни, и турата ни беше спремна како да стигнеме до Бразил на Олимпијада, и пресметени и пари и све. Со тие, од тие 40 луѓе, едно 20 луѓе одевме сигурно за Бразил на Олимпијада, ама се случи тоа што се случи во Гданск и ништо тоа не остварен сон ми. И еден ден си викав кога па на фудбал, пошто е фудбал најголем дешавка што е кај нас, кога Македонија ќе се пласира, го доживев и тоа. Ќе го доживееш веројатно и некој ден на Олимпијада. Некој ден, ако здраве Боже, да видам жив, да ја видам на Олимпијада Македонија. Како се снаоѓаш со финансиски средства? Што носиш кога ќе одиш на тие надпревари како белек македонски? Све комплет. Од чорапи, жолто-црвени, патики, жолто-црвени, до куси гаки, до дресови, све имам направено, се во боите на Македонија, со македонско знаме. На колку надпревари до сега си присуствувал? Па преку 250 надпревари, можда и повеќе. Имам карти, све. Имаш документација, може би еден ден ќе ја ставиш на хартија? Све ќе ја ставам тука на ова летниковец од дома, ќе биде све на дадено е, веќе се печатат некои, све ќе оди на тапети и се ќе биде излепено на зидот. Сите карти, сите патувања што сум бил, слики од секаде. Може ли македонската фудбалска репрезентација да биде пријатно изненадување нова европска? Со оглед на составот? Последните два надпревари кои ги гледав во Скопје пријателски со Казахистан и со Словенија, мислам дека играме сега еден од поквалитетните фудбали и тоа што не стават аутсайдери, британската облажувачка компанија, мислам дека ќе изненадаме доста и играме многу модерен и добар фудбал. Плюс тоа, сега со Барди кој се врати во екипата, после прележани од COVID, мислам дека ќе направиме и јас верувам дека ќе со Австрија и со овие нема да изгубиме никак. Најмногу посакувам да ја видам Македонија во второ коло, да одиме таму, за да не запамтат малце. Во ракоме доста не запамти Европа, ама да не запамти во фудбал малце. Мојот соговорник е обучувач, научник, предава медијација, научник во делот на меѓународната политика и меѓународната дипломатија. Поводот за денешното нејзино гостување е нејзината неодамнешна колумна со наслов "Патот од Скопје до Брисел не поминува ни Софија". Добре дојде за Идам Антон. Ви благодарам на поканата. Зошто сметате дека патот на Скопје не води преку Софија, што е спротивно на официјалниот став на државно-владиниот врв, кој смета дека за деблокада на македонските евроинтегративни процеси потребно е Софија да даде зелено светло, односно да се постигне договор. Дали на овој начин го проблематизирате и бугарското вето? Од чисто географски и вака најкултуролошки контекст би сакала да спомнам дека нашиот пат кон Европа не би требало да води преку Софија. Нашиот пат кон Европа не требаше да води ни преку Атина. Меѓутоа, нивните моќни дипломатии го користат моментот на нашата аспирација да влеземе во Европската Унија и, за жал, наместо конструктивни процеси кои што ќе ни помогнат како држава да се издигнеме на едно повисоко ниво, поставуваат пречки на тој пат, кои што мислам дека на сите ни е јасно дека најмалку од се му требаат пречки. Ова е процес кој што е добре дојден и единствена стратешка определба за сите држави во овој регион и колку побрзо сите успееме да ги постигнеме оние барања кои што Европа од нас ги бара за да се искачиме на едно повисоко скалило, да ги исполниме домашните задачи, толку подобро ќе биде за сите. Така што убаво ќе беше патот да не води преку Софија,
И не треба да води преку Софија. Напротив, Софија, како што декларативно често кажува, треба да биде онаа помошна алатка, бидејќи Бугарија успеа да влезе во Европската Унија пред нас. И за жал, сега тие соседи кои што се веќе во Европската Унија не би требало да бидат пречка на нашиот пат таму. А членството во Европската Унија би значило дека веќе сме постигнале одредени реформи, одреден прогрес, кој што сите го чекаме веќе повеќе од 20 години, од кога нели имавме последната политичка и воена криза во државава. И од тогаш нели треба да одиме понапред, наместо да каскаме и да се враќаме секогаш неколку чекори наназад. Преговорите меѓу Скопје и Софија се водат под превезот на тајновитост. Дискретни разговори се водат, но клучното е дека португалскиот предлог е добра основа за решение. Вие велите во колумната, потребна е медиација меѓу Скопје и Софија, што е исто така спротивно на позицијата на бугарските власти кои велат нема потреба од посредник, туку проблемот треба да си го решиме низ билатерална основа. Преспа даде основа за бугарските барања да пораснат до тој степен и да им дадат храброст да креваат прашања од национален идентитет, јазик во Европскиот совет. Значи, сметам дека европските дипломати не очекуваат такво однесување и мислам дека заради тоа неколкумина од министрите за надворешни работи упатија писма, нели го изразија својот револт кон ваквото однесување. Деновиве германскиот шеф на дипломатијата порача дека Европа сериозно треба да ја преиспита политиката на користење на вето. Апсолутно, и тоа се однесува конкретно на Бугарија. Дали Бугарија го злоупотребува начинот на ја злоупотребува својата моќ во Европската Унија? Мислам дека на Бугарија овој дипломатски дебакл многу повеќе штети отколку штетата што ќе ја направи за Македонија. Јас исто и не верувам во тактиките кои што не се базирани на стратегија, долгорочна стратегија, кои што често знаеме да ги нарекуваме прозорец на можности, нели window of opportunity беше главната тема која што се спомнуваше во периодот на Преспа. Видете, ова се процеси кои што се долгорочни. Европјаните не ги следат нашите локални проблеми постојано, меѓутоа има научници, историчари, антрополози, филолози кои што ги знаат овие прашања и тие ќе ви кажат дека ова не е прашање кое што е измислено сега, ниту пак бугарите случајно и ни од каде излегоа со вакви барања во Европскиот совет. Меѓутоа, дали Европската Унија и Советот на Европската Унија се платформата во која што треба ова прашање да се решава? Апсолутно не. Од тој аспект, јас сметам, како гостин ви беше Ерван Фуере, неодамна кажа дека тоа е злоупотреба на процесот на пристапување кон Европската Унија. Впрочем, ова се интерни прашања, идентитетот на македонскиот народ, јазикот македонски. Тоа се внатрешни прашања на оваа држава. Значи, ние не решивме многу прашања кои што тлееле. Го споменавте и португалскиот предлог и мислам, како што велат и нашите политичари, дека тоа е добра основа. Меѓутоа би надополнила дека на таа добра основа мора да и се додадат дополнителни елементи за да создадеме процес кој што ќе биде искрен и ќе биде долгорочен. Значи да не се залажуваме. Дополнителни елементи, на што алудирате? Како што споменав и во текстот, Европската Унија прво нема експертски капацитети за да се занимава со идентитетски прашања. Значи, за да се решат вакви сериозни проблеми, кои што Бугарија ги наметна да бидат на повисоко ниво, сметам дека треба да вклучиме организации, институции, експерти кои што ги познаваат сите овие документи за кои што веќе сме се договориле. И затоа ме прашавте дали сметам дека овој процес беше аматерски изведен. Во голема рака да, бидејќи имам чувство дека ние за жал не направивме ни тим кој што секојдневно ќе ги анализира овие документи, секојдневно ќе биде во контакт со колегите кои што ги имаат на дипломатско ниво во сите овие организации и да се препрашаме, можеби нешто навистина ние не правиме добро, можеби бугарската страна, некој се чувствува повреден и навреден. Деновиве сме сведоци на протести од страна на најголемата опозиција, која тврди дека тајновито се водат разговорите, нетранспарентно. И тоа е така.
Од друга страна па ќе спомнам дека преговорите често се тајновити. Вие нели не можете да очекувате дека целосната популација ќе биде вклучена во секој политички процес на преговори кој што се случува. Тој процес по природата на нештата треба да биде затворен. Меѓутоа, искрено сметам дека може да биде многу поинклузивен и можеше сето ова што сега се случува на улиците да биде спречено. Знаете, Европската Унија можеше многу повеќе да ни помогне, ама ние мораме и самите да си помогнеме, да имаме структура, да имавме стратегија, да вклучевме и луѓе кои што се и од другите политички партии. И сега сме исправени пак пред 2 недели, пред датумот, кој што нели сите очекуваме дека конечно ќе почнат преговорите, и единствено што барем мене ми останува да се надеваме дека ќе успееме да ги поделиме процесите, дека овој процес што се однесува на идентитетските прашања, јазикот, на името, дали ќе биде долга, кратка или каква и форма и да се користи, нели што ги покрена Бугарија, дека тоа ќе биде еден процес кој што ќе биде надвор од преговорите за влез во Европската Унија. И тоа ќе биде успех. Меѓутоа ќе биде успех само ако успееме на вистина да имаме длабок, искрен диалог паралелно со преговорите за влез во Европската Унија, да вклучиме експерти, медиатори, third party mediation, значи медиатори кои што ќе бидат експерти и ќе ни помогнат долгорочно да изградиме добрососедство. За жал, договорот од 2017-та не е доволно добра платформа, бидејќи видовме до сега ние навистина не изградивме некои добри соседски односи со Бугарија. Напротив, сметам дека од тогаш па наваму работата станува се полоша. Сега можеме да го исправиме тоа, а во овој краток период навистина не верувам дека ние 100-годишни прашања кои што ги решаваме со разноразни влади во различни федерации, различни политички системи, сега туку така преку ноќ ќе ги решиме. Значи тоа нема да се случи. Меѓутоа, дајте барем да бидеме искрени, да кажеме ова бара посериозен напор и треба да се постави на сериозни, не на стаклени ноđиња, со договорчиња, со анекси, некои акцијски планчиња, па докази. Не, туку дај сериозно да седнеме и да разговараме за тоа што се проблемите од двете страни. Меѓутоа, не може целиот терет да се води на ниво на една историска комисија. Меѓутоа, таа комисија треба да е дел од еден поширок тим кој што ќе се занимава со сите прашања. Нас ни фали диалог и на тема јазик, затоа ни требаат филолози, не ни требаат само историчари. Како вие ја оценувате последната порака од американскиот претседател Џо Бајден и одлуката да се преиспитаат и да се стават на своевидна црна листа оние кои имаат спротивни позиции или кои ги оспоруваат Преспанскиот договор, договорот со Бугарија? Дали ова е порака само до Скопје и до македонските политичари или можеби и до Бугарија? Видете, јас прво сум и американка и македонка. Така што она што американската влада го прави во Македонија, нели, неспорно е, моето семејство е целосно интегрирано и во двата системи, неспорно е дека го следам и дека ме интересира. Она што од американски аспект јас го гледам и го знам, е дека оваа нова администрација очигледно е, по последните нивни напори, дека ќе се бори со корупција заради тоа што се свесни каква уништувачка моќ има во ткивото на сите општества. Сега, дали тоа ќе има влијанија на геополитичките и геостратешки движења тука кај нас на Балканот, секако дека ќе има. Дали требаше тоа да се случи и многу порано? Требаше. Значи, ова мислам дека поставува под знак прашање многу други работи, не само македонско-бугарскиве односи во моментов, Европска Унија и така натаму, меѓутоа корупцијата е она што ние се надеваме дека ќе го искорениме со влегувањето во Европската Унија. А второ, кога имаме светски лидери од ранкот на Америка, кои што кажуваат дека тоа е главното нешто со што ќе се занимаваат, јас мислам дека треба да ја сватиме таа порака сериозно
и да не гледаме тесноградо дека ова е само повик за Бугарија да размисли како се однесува во однос на Македонија. Туку напротив, треба ова да го сватиме како повик дека нашите општества конечно мора да се движат по патеката на владење на право, да сватат дека антикорупцијските мерки треба да станат дел од секојдневието, заради тоа што народот, демосот во ова општество сака да види такви лидери. И мислам дека тоа е вистинска порака и секако дека ќе има влијание на сите други процеси, меѓутоа мислам дека ова е повик до сите политички чинители, не само кон едните или кон другите. И во ред е да се има дискусија и за Преспанскиот договор, и за Охридскиот договор. Тоа се интерни процеси кои што треба да бидат инклузивни и да бидат тема на дискусија на сите политички чинители. Мислам дека македонската влада како едно тело, не можам да речам дали има информации. Јас познавам колеги од Министерството за надворешни работи, за многумина на кои што сме им ги граделе капацитетите, затоа што споменавте, јас сум и обучувач по меѓународни односи, преговори и така натаму. Многумина ми биле и учесници на семинари кои што ги организирам. Јас учествував во подготовка на неколку председателства на Европската Унија. Малта, Хрватска, Романија. Се среќавам со колеги кои што ги следат овие процеси. Многу ми е жал што нашите искусни, изрели дипломати кои што поминале одредени школи, семинари, луѓе кои што стварно имаат што да кажат на оваа тема, не се вклучени во процесот. И сега кога ме прашавте дали ме знаат, има колеги кои што ме познаваат, лично не го познава министерот за надворешни работи, тој не доаѓа од ова поле. Меѓутоа познавам многу луѓе кои што се под него и кои што долго време се занимаваат дали со работата на ОПСЕ, дали со Европската Унија, со кои што сум се среќавала кога биле амбасадори во други држави и навистина би сакала да видам многу од тој кадар кој што има капацитет за мултилатерална дипломатија да биде вклучен поактивно. Значи, мојата препорака би била подитно да се направи тим кој што ќе работи само на ова прашање и подитно да се направат анализи кои се тие кадри кои што како држава сме ги креирале, кои што ќе може да помогнат конструктивно да се развие еден диалог, бидејќи за жал се најдовме во оваа ситуација. Ова не е избор на никого. Јас би сакала да не мораше воопшто да разговараме за македонскиот идентитет и јазик. Мене барем ми се многу јасни и чисти. Знам дека македонскиот јазик постои и дека не е дијалект на бугарскиот. Меѓутоа, кога веќе се најдовме во оваа ситуација, кога мора да разговараме, тогаш треба да видиме и што е тоа што другата страна ја мачи, дали може и како да се најде заеднички јазик, и дипломатијата е тоа. Наоѓање заедничка формулација за некои работи за кои што имаме сосема различни ставови. Краток одговор на крајот. Оптимист, песимист или реалист може денес човек да биде во однос на разврската со Бугарија? Па мислам дека од сите помалку, затоа што би било многу наивно да сте само идеалист, би било премногу ограничувачки да сте реалист и не би сакала никој од нас да биде песимист, заради тоа што навистина ние не треба да посегаме по други опции. Нас опцијата од секогаш ни била, може би не Европската Унија, меѓутоа Европскиот континент. А ова прашање кое што Бугарија го издигна и направи од него за жал прашање кое што се решаваше во другите делови и кај нас во 19-тиот век, а сега ние се справуваме со такви прашања во 21-виот век, беше основата за создавање на Европската Унија. И затоа не би сакала да бидам песимист, меѓутоа ќе упатам еден повик дека треба дипломатијата да ја сватиме многу посериозно, да ги користиме ресурсите кои што ги имаме и за следните чекори во овој конфликт, кој што се наметна од аспект на влегувањето во Европската Унија, да побараме помош од оние институции, организации и држави кои што веќе ги поминале овие процеси. Ви благодарам за гостувањето во емисијата.
Ви благодарам на поканата, ми беше задоволство и се надевам дека набрзо ќе можеме да зборуваме за поинакви процеси и за поинакви теми и дека сите овие дискусии кои што ги покриваме ќе бидат причина за зголемување на капацитетите на сите оние кои што ќе се занимаваат со оваа тема. Почитани гледачи, тоа беше Ида Мантон, обучувач, научник во областа на меѓународните преговори, медиација и конфликтност меѓу земите. Дали предизборието го црта новиот профил на идните македонски политичари? Дали на сцена е почеток на нови личности во македонскиот политички естаблишмент? Дали на македонската политичка сцена ќе се случи истото сценарио како што тоа можеме да го видиме и во нашето поблиско обкружување? Бугарија, Хрватска. Во Загреб и Сплит градоначалници станаа личности кои не се од редовите на двете најголеми политички партии. Во продолжение следува прилогот на нашиот колега Игор Стојанов. Политичкото тло во Македонија тешко се менува, но ако некогаш трпело промени, тоа е во изминатите неколку години. Сведоци сме на низа на нови политички имиња, нов стил на владење и нови реторики. Дали младите генерации ги менуваат однесувањата на политичките елити? Дали Македонија е дел од светски тренд на анти-естаблишмент движења? Прашавме млади кои на еден или на друг начин се представници на голем број на млади луѓе во Македонија. Според мене мислам дека политичките лидери треба најпрво да постуваат авторитет, затоа што сметам дека доколку личноста која што го води народот, условно да кажем, доколку нема авторитет може да биде и предмет на исмевање, значи народот најпрво треба да верува и најпрво треба да верува во политичкиот лидер и мислам дека ова е многу ретка појава. Ние се соочуваме многу често со ситуација кај што политичарите не можеме да го доловиме и да го представиме проблемот кој го имаме. А доколку веќе го доловиме, ние очекуваме, тоест младите очекуваат да биде решен истиот тој проблем на тој начин на кој што тие го замислуваат. Антиестаблишмент движењата делумно се јавуваат поради недовербата, која особено младите ја имаат кон актуелните политички елити. Многу голем дел од младите не се ориентираат политички само заради тоа што бидејќи не веруваат во политичарите, не веруваат во нивните лидерски способности. Сметам дека се случува еден процес на полека води кон антиполитизација, затоа што младите за жал сметаат дека немаат моќ да нешто да сменат и да се вклучат, дека немаат моќ нешто да сменат, туку само дека би оделе кон некоја идеологија што ја води партијата која што на власт или во опозицијата. Затоа се случува и проблемот што младите не сакаат да учествуваат во креирање на политиките на младите. Ни е многу тешко да направиме промени. Нас ни треба 10 години за закон за млади да воведеме. Дали ќе се случи промена во навиките на гласачкото тело? Дали се повеќе гласачи се одлучуваат за анти-естаблишмент политики? Оваа состојба карактеристична за целиот регион е појава која што е релативно нова. Одговорите на ова ги побаравме помеѓу академската заедница, помеѓу студентите, меѓутоа и помеѓу професорите и политичките аналитичари. Последните 10 на 15 години, сега ако зборуваме на глобално ниво, постојат тие тенденции кои што интересно, ако повлечеме паралела, се поврзани со развојот на социјалните мрежи. Значи може да забележите и директно паралела да поврзете како расте тој лев и десен популизам и како се развиваат социјалните мрежи, односно нов вид на медиуми преку кој што може лидерот да допре до самиот гласач. И од тука многу од гласачите во западноевропските држави, па дури во Источна Европа, кај што може би имаме поголема карактеристична авторитарност или традиционалност на општествата, многу од гласачите инклинираат кон промена на така наречените политички елити, кои што кај на заволја на вистината може би се создаваат последните 2 декади или нешто повеќе. Во Западна Европа се создаваат може би последните 200 години, но постои незадоволство кај граѓаните и тие се лепат на флоскули кои што се врзуваат со популистички идеи. Според теорија, постојат неколку модели на избор на гласачите. Едниот е харизматички лидер, а другиот е рационалниот избор. Харизматските карактеристики се важни за повеќе од половина од граѓаните кои што биле анкетирани во случајот на овие истражувања. Но оваа карактеристика опаѓа
И на она што би сакал да обрнам внимание се разбира е модулирањето на овој модел кој што кај новите генерации кој што има тенденција да премине кон моделот на рационален избор. Кај ваквиот модел на рационален избор кај нас се сведува на очекувања за задоволување на некакви лични интереси или интереси на потесното семејство, би рекол, вработување на членови од семејството и слично. Луѓето, а особено младите денес, не гласаат поради идеологии, гласаат поради ветувања за решавање на нивните проблеми, лични и тесно семејни. Тука се појавуваат новите антиестаблишмент движења, кои го ветуваат тоа што луѓето сакаат да го слушнат. Даваат големи ветувања заради тоа што никогаш не се содриле со тежината на тоа да ги остварат. Искрено не верувам дека младите би гласат според идеологија. Па можем да кажем дека во најголемиот број случаи тие гласат заради лична корист, по фамилиарни конекции и за жал вработување кој што е болна точка во нашето општество. Индивидуално младите се откажуваат и мислам дека тие бараат некоја промена, бараат лидер кој ќе биде сосема поразличен од моменталните лидери кои ние ги имаме во државата, па и регионот. И во регионот нема некој има лидери, меѓутоа јас би рекол дека сите од нив се лидери, меѓутоа не тоа што го бараат младите. Овие популистички движења ветуваат се и се што буквално. Значи и на тој бранд тие можеби ќе освојат нешто, можеби ќе партиципираат во рамките на власта некогаш. Прашањето е кога ќе се соочат со самите гласачи кои ќе морат тие ветувања да ги артикулираат, односно да ги испорачаат на гласачите, особено во услови, еве ви кажав, кога гласачот го рационализира своето гласачко однесување и го сведува на некаков вид на екзистенцијални проблеми кои што треба да се задоволат. Движењата кои одат во рамките на левите или десните популисти се почести. Вакви примери гледаме во Македонија преку Апасиев и Левица, во Хрватска преку градоначалниците на Загреб и Сплит. Мислам дека тука се клучни биографиите на избраните градоначалници на Загреб и Сплит. Тие се доста импресивни. Новиот градоначалник на Сплит Ивица Пуљак е еден од водечките физичари во Хрватска, кој докторирал на Универзитетот Пјер и Мари Кюри во Париз. Новиот градоначалник на Загреб Томислав Томашевиќ, кого го лично запозна пред неколку години, заврши постдипломски студии во област на животна средина, општество и развој на универзитетот во Кембридж. Значи, тие на топ универзитети во странство се едуцирани и на вистина ниту Пуљак, ниту Томашевиќ не се од двете најголеми политички партии во Хрватска, ХДЗ и СДП. Тука мислам дека пораката е јасна. Граѓаните сега сакат образовани градоначалници. Дали големите нема да можат да го издржат ударот на малите? Дали гледаме Давид против Голијат во политичкиот ринг на светско ниво? Најголем дел од експертите се на мислење дека или големите ќе се преориентираат кон анти-естаблишмент реторики, како Трамп во САД, или малите ќе станат нов естаблишмент, кога ќе се сударат со реалноста на политиката. Македонија ќе биде Швајцарија на Балканот. Ахмет излезе со зелена агенда, иако во речиси изминативе 18 години, колку што дуи е дел од речиси сите владеачки гарнитури. Министерството за животна средина воглавном го оди човек од редовите на интегративците. Во ово издание на Трилинг, мој соговорник е Горијан Јовановски, кој деновиве излезе со платформа и идеја Мој град. Инаку пред една година токму со неговата платформа Мој воздух ја доби Европската награда. Добре дојдете во емисијата. Јовановски, ќе не озелени ли Али Ахмети? За мене е интересен начин на пиар, интересен маркетинг, тоа што се брендира како зелена партија, но како што рековте, долго време се тука. Не е дека ова е некоја нова гарнитура која што се појавува или нова партија која што се појавува, па сега да почнеме да се зелениме. Зошто ова не беше дел од претходните агенди? Зошто цело време градовите, посебно еве да кажеме и градовите како Тетово беа на врвот на градови со најмногу загадување, нешто кое што јас го испитувам, и зошто токму сега ќе ги менуваме овие политики, како може ние воопшто да веруваме
на нешто што се спомнува на тој начин, кога еден од претходните, мислам, министри за животна средина дури имаше кажано, ако граѓаните не ми веруваат мене, тоест не, а јас не работам со граѓаните, слободно нека ме тужат пред медиуми. Така што како? Дали може би овој обид од дефокусирање на јавноста од може би многу посуштински проблеми? Видете, дефокусирање секако може да се случи. Мислам дека сега стана тренд зеленото. Станува тренд глобален. Значи имавме движење како што беа Fridays for Future. Сега гледам дека и во Хрватска и во другите балкански земји полека почнуваат зелените движења да фаќаат замав. Ја формиравте оваа платформа Мој град. Една од причините за формирањето на платформата Мој град е што граѓаните тешко стигнуваат до градските власти. Дали тоа значи дека локалната самоуправа или локалните власти немаат слух за очекувањата, барањата и потребите на граѓаните? Јас мислам дека нема воспоставено правилен систем за комуникација. Чесни исклучоци што постојат низ државата, но мислам дека правилен начин на комуникација на локалните власти со граѓаните се уште не е воспоставен. Најчесто кога јас зборам со луѓе или кога ги видам објавите на социјалните мрежи, гледам дека луѓе едноставно се фрустрирани бидејќи не знаат како да дојдат до глас кај локалните власти, да видат дали нивните предлози кои што ни сакаат да ги видат во општината, градот, свеедно, ќе се применат и до каде работата со истите. Гледавме граѓани кои што објавува change.org петиции на социјалните мрежи, каде што се собираа потписи за одредени промени, но воочивме дека и тие петиции со време се губат. Каде се сега, дали може да ги пронајдеме, дали тие линкови се уште постојат, настанува проблем, бидејќи немаме ни архивирање на барањата на граѓаните, кој што понатаму, кога ќе дојдат локалните избори, ќе може да се види добро. Граѓаните ова го бараа од тие локални власти. Дали тие локални власти ги исполнија барањата на граѓаните, да или не? И како понатаму граѓаните може да си го оформат сопственото мислење, кога ќе дојде времето да го дадат својот глас? Зошто вашите предлози беа одбиени од страната на Советот на град Скопје? Тие предлози кои што беа поднесени, првите предлози кои што беа околу субвенции на домашните миленици, кои што беа околу слевање на рабници, за да може луѓето со колички да се спуштат полесно на тротоарите, и со Купрум фабриката која што се наоѓа во Хром и нејзиното рехуманизирање, беа одбиени бидејќи беше кажано дека воглавно на тие работи веќе градот работи. Значи на тие проблеми веќе работи. Но тука настанува и прашањето доколку градот работи, зошто луѓето не ги гледаат резултатите и зошто луѓето бараат. Тоа не беше дека јас барав или некој од мој град бараче. Тоа беа барања на самите граѓани. Ова ваша иницијатива и овие барања преку кои се обидувате да допрете до градските власти, доаѓа и во време кога перманентно, особено во главниот град во Скопје, се гради. Може во ваква ситуација да говориме за озеленување не само на главниот град, туку и пошироко? Немаме контрола. Немаме контрола на урбаната мафија, немаме контрола на давањето градежни дозволи каде да стигнеме. Јас не сваќам зашто се уште тоа е дозволено на еден таков дрзок начин. Значи не е ни нешто кое што е прикриено, ние ги гледаме овие градби. Ги гледаме како Тафталиџе страдаше од урбаната мафија, гледаме како Капиште страда од урбаната мафија, гледаме како Центар се бориме да не дозволиме да се случи нешто такво тамо. Така што од една страна ние може да збориме за озеленување, но доколку нашите чекори покажуваат дека ние продолжуваме да издаваме чудни и да речем дури незаконски градежни дозволи кои што го гушат нашиот град, кои што не дозволуваат циркулација на воздух и кои што наместо паркови имаме стамбени објекти, тогаш ја навистина не гледам ништо зелено во таа реторика. Веќе ни следуваат локалните избори и може да се забележи низ улиците дека локалните власти се фатија за работа. Дали всушност ние почнуваме да работиме, односно градските власти почнуваат да работат на непосредно пред изборите, за да ги придобијат симпатиите на гласачите? Видете, не дека тоа е нова тактика. Не дека тоа е нешто ново. На англиски во психологија се вика recency bias. Значи, ние сме подложни на настаните кои што најскоро се имаат случајно и најдобро ги помниме. Така што доколку во предизборието се засилат тие проекти кои што се правеле, тогаш на граѓаните ќе им остане видливо дека окей, сега се прави, сега се работи, значи
ова е добро и за оваа група на луѓе треба да положам да глас. Иако морам да ви кажам дека не се согласувам со вас, сепак граѓаните го паметат проектот Скопје 2014. Се сложувам. Да, но тука барам и технологијата да помогне во транспарентност. Бидејќи ние велиме, окей, дали може имаме ризик дека ако се работи сега на крајот ќе биде проблем, зошто со помош на технологијата не ги архивираме сите работи кои што се прават во текот на тој мандат, да речеме, од 4 години, за да може убаво и визуелно да се види, окей, кога се работело, кога се правиле проекти, дали тоа било константна работа од почетокот до крајот, или тоа било само на одредени периоди со цел да се придобие некаква волја од страна на граѓаните. Планирано или наменски се работи на терен? Верувам комбинација. Мислам дека не е дека све е наменски, дека има некој план, дека имаме воспоставено веќе нешто кое што го работиме, не можам да речам дека све е лудо, но сепак мислам дека мора многу по-конкретен план да се направи кога ќе се работи надвор. Зборам од страна на ЕТЕ за зазеленување на градот. Ако збориме за зазеленување, не може ние да сечеме стари дрва и да пресадуваме млади дрва. Зошто? Зошто требало тука да се поправи тротоарот или асфалтот. Не иде тоа така. Значи мора плански со експерти да се направи пред да можеме ние воопшто да работиме нешто надвор и не само да го користиме за фото PR opportunity. Јовановски, ја работевте платформата Мој воздух. Скопје важи за пренаселен град. Речи си се е концентрирано во главниот град. Дали ние почнуваме полека или веќе се гушиме од премногу градби, висококатници. Еден од случаите, особено овој период, е најавата за изградба на висококатници спроти Холидей. Дефинитивно се гушиме. Ние се гушиме со години. Благодарение на лудото градење на градот, каде што нема воздушни коридори, каде што е комплетно неплански. Се гушиме поради тоа што се користи домаќинствата, дел од домаќинствата за жал се загреваат на начини на кои што не се добри за животната средина и се гушиме поради индустријата, кое што иако може цело време пробувавме да дефокусираме и да слушавме изјави каде што се вика не индустријата, скорешни истражувања покажуваат дека токму индустријата има голем удел во аерозагадувањето. Доколку не прекинеме да инвестираме исклучиво во главниот град и сватиме дека постојат други градови во државата, каде што треба да се развие тој град, каде што треба да се развие индустријата таму, каде што треба да им се даде причина на тие граѓани зошто таму да живеат. Зошто треба да живеам во Кратово? Зошто во Кападарци? Зошто во Неготино да живеам? Значи, ако им дадеме причина, ако дадеме инвестиција, ако пробаме да ги развиеме тие градови, нема да има пренаселување на главниот град и воедно ќе се намали и импактот на екологијата и на животната средина. Ви благодарам за гостувањето. Фала многу. Почитувани гледачи, тоа беше Горијан Јовановски, екоактивист, еден од иницијаторите на платформата Мој град и еден од луѓето која осмисли и направи платформата Мој воздух. Харизматична, ведра, позитивна. Дел од колегите велат бунтовник во душа. Арнора Мемети денове освои 2 награди. Жан Моне и наградата од МИМ за најдобра репортерска фотографија. Мемети, што најчесто сакаш да доловиш со твојот објектив? Најчесто со мојот објектив сум посветена кон општествени проблеми, социјални теми, да им се даде глас на луѓе кои ние не ги слушаме и не ги гледаме, а живеат пред нас. За тие што ме знаат и ја следат мојата работа, знаат многу добро на што повеќе сум посветена. Но заради последната ситуација со COVID-19 која настана, мојот фокус беше целиот посветен кон таа тема. Цела година 2020 сликав на таа тема со цел да ги убедиме граѓаните и сите други да ги информираме што стварно се случува кај нас. Вие во една прилика ќе кажете да си фоторепортер значи да си око на невидливото и глас на нечуените. Да. Има многу работи, јас секогаш викам дека ги гледаме, а никогаш не им даваме глас. Не е целта да се сликат само политичари и некои познати луѓе. Има многу теми кај нас, има многу работи кај нас, има многу луѓе на кои треба да им се даде глас и да ги видат сите. Затоа што на нив не им се дава можност и затоа викам и секогаш дека
една фотографија, една моја фотографија може да пренесе многу повеќе од еден новинарски прилог. И затоа треба ние да го фатиме тој момент за да се пренесе точната порака до публиката. За време на пандемијата, речи си, секаде успеа да стигнеш и на граѓаните да им ја доловиш атмосферата или да им ја пренесеш сликата од секој можен аго. Влезе во клиничкиот центар, беше на неколку локации кои за многумина беа недостапни. Каква порака сакаше да испратиш до? Јас се борев 3 месеци за да влегувам во инфективна. Цело време го барав министерот, се јавив кај директорката, но никој не ми даваше таков пристап до таму. Мојата единствена цел зашто сакав ја да влегувам таму беше затоа што луѓето почна да се хранат со фейк ньюс. Цело време некој зборуваше дека нема луѓе во инфективна, па не лажат и не знам што. Тоа е единствен начин беше за ние да влегуваме и да им кажеме на нив дека стварно има нешто и стварно се случува нешто. И тоа го постигнав и многу сум среќна што бев меѓу првите што влегував таму. Освен теренот во клиничкиот центар, јас после тоа влегов и бев и со итна медицинска помош, кај што влегов во кластер куќа, па седев со нив до сабајле како они работат и како е нивната атмосфера на работа. Ти се случи ли во изминатиот период на некаков вид на цензура? До тука може да сликаш, од тука натаму не? Не, затоа што ти ме представи како бунтовник, јас сигурно тоа никогаш нема да го дозволам да се случува. Има етика во фотографијата, има работи кога ние не можеме да објавиме се што ние сакаме. Например, кога влеговме на инфективна, ја бев облечена со 2 скафандери, 2 маски, све бев покриена и се обидов цело време, затоа што сите тие моменти што ја ги видов беа многу нечовечки да ги сликаш и нечовечки да не ги сликаш. И бевме во една многу професионална дилема дали треба да се објават или не. Покрај тоа собрав храброст да ги прашувам пациентите дали сака да ги сликам, дали сака да ги објавам, и повеќето од нив прифатија и ги објави фотографиите. Но има една друга репортажа со брзата помош кај што влегов по домови. Луѓето не сакаат да се сликат, уствари ги сликав, но после ми направија проблем дека не треба да ги објавам и јас се согласувам секогаш со нив. Бунтовник во душа. Ти се случило некој од македонските политичари да бара фотографија која ја имаш направено, да ти рече не може да ја објавиш? Не. Повеќето ми ги барат фотографиите за да ги објават и они. Инаку не верувам дека и некој од нашите колеги имал таков случај. Имаме многу добар однос, особено фотограф-политичари. Спаѓаме во онаа група на медиумски работници за кои многумина велат дека е обезвреднет трудот. Пред неколку месеци се соочи со една непријатна состојба, доби отказно решение од медиумот каде што работеше. ЗНМ и Советот за етика застанаа во твоја поддршка за тебе. Каков е твојот впечаток? Колку медиумските работници денес се ценет или се подценети? Тоа колку ние сме ценети, особено фоторепортерите, зборува фактот дека секоја година од тие 10 што бевме последните 3 години се откажува од оваа професија. И не заради тоа што они сакат, затоа што се принудени да се откажуваат од тоа. Тоа што нашата професија прави да биде неценета е тоа што ние немаме луѓе кои ја ценат таа работа. Пример, имаме еден куп медиуми, портали кои ги користат нашите фотографии како да се ништо. Они не ги ни третират како авторско дело и ја не ни очекувам од нив за они да ја почитуваат нашата работа. Сега работиш исклучиво за Deutsche Welle. Велиш дека е
на некој начин не се цени авторското дело на фоторепортерите. Прашањето ми е, успеваш добро да се продадеш? Па, тука кај нас, нели, сите знаеме колку добро се продаваме до нашите медиуми. Минималната плата и максималната до некаде 18.000 денари за еден фоторепортер, за кој барат фото, видео, со новото време барат фото, видео, да бидеш мултимедијален, фото, видео и монтажа. Затоа, дали стигнувам да се продавам добро, не знам што би направиле ние да не постоја овие странските медиуми. Ја доби наградата од МИМ, доби и признание Жан Моне. Некој ќе рече што бара во машка професија дама. Да. И во делот на фоторепортерите и во делот на камерманите, снимателите. Ја познавам наши колеги заеднички кои исто така има дами кои што исто така одлично работат и со камера. Првиот пат кога почнав да работам како фоторепортер, затоа што ја тргнав да станам новинар, а не фоторепортер. Студирав новинарство и бев спремна на тоа, но по пат се сретнав со фотографијата. Прв пат како новинар излегов на терен со фоторепортерка, па ми се даде можноста после да работам во весник, дневен весник. И прв пат кога отидов да ја земам камерата, една колешка што работеше блиску, графички дизајнер, додека ја спрема камерата, ми рече: "Ти ли ќе ја носиш оваа торба?" И ја викам: "Да." Па викам: "Многу е тешка ова за тебе." А колегата што беше фоторепортер покрај мене рече: "Па машка професија е ова." И ја не се согласувам воопшто со ова, затоа што покрај тоа што носиме тежина, не знам што, важно е да се има око, а не дали си машко или женско. Ти благодарам за издвоеното време и честитки уште еднаш за двете награди. Фала ви многу, ви благодарам и на вас што одвоите време и простор во вашиот медиум за фоторепортерството, затоа што знаеме сите дека е професија пред исчезнување и за жал се молам и се надевам многу дека ќе преживее уште некоја година, и затоа што ако оди вака како што тргна, за некоја година нема ни на кого да им доделат веќе награда за фотографија. Благодарам. Тоа беше Арнона Мемети, фоторепортер. Како и досега, така и во ова издание на емисијата Трилинг имавте можност да проследите омнибус од теми и соговорници. Ви благодарам на вниманието и останете со програмите на телевизија 24. Во меѓувреме, бодрете ги македонските репрезентативци. Довидување.